Да, двајца загинаа во вчерашното невреме во Радовиш и во Охрид, едно лице е исчезнато во Конче. Материјалната штета допрва ќе се проценува, меѓу најпогодените се и Виница и Штип. Денеска се санираат последиците: поплавени куќи, откорнати кровови, срушен е мостот на реката Сушица. Во денешниот сончев ден метеоролозите за утре најавуваат нов бран дождови и ветар кој наместа ќе достигне 80 км на час. Од понеделник следуваат и минусни температури. Кристина Антовска за последиците од синокешната бура. Утрото во Радовиш и во Конче ги откри штетите што ги остави силниот ветер и обилните врнежи од дожд. За само половина час невремето зад себе остави поплавени куќи, оштетени или целосно уништени автомобили, трактори, поплавени улици, урнат мост на реката Сушица, поплавени водоводни и канализациони водови. Се уште се трага и по 76 годишниот Александар Трајков од селото Дедино. Неговата ќерка вели дека сакајќи да го спаси добитокот, најверојатно бил однесен од надојдината Дединска река. Взели со коенто да ги прошетат и да донесат некоја дрво. И кога се случило невремето, се влечело цело време тука со неговиот добиток што му била кубила кој што имал. И другарот помагал, влечел, не можел да го извлече и за којнот се фатил, којнот му избегал и човекот изфрлен на страна, а како се замина. Невремето зема и жртва. 80-годишната радовишанка Катерина Борова се удави во наносите од калот Крива река кој продреле во нејзината куќа. Реките Радовишка и Сушица во Радовиш и Дединска во Конче, кои се излеа од своите корита, поплавија голем дел деловни објекти, производни погони. Граѓаните раскажуваат како се спасувале од водната стихија која се заканувала дека ќе ги потопи. Одееме четворујца унатре ќе погинееме, излезееме преку џамо. Ние сме спасени, важно вонка излезееме. 2 сата бееме горе на покриво. Локалната власт вечерва ќе се обиде да направи првична проценка за висината на штетите и од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека наредниве денови ќе се утврдува колкава е материјалната штета. Владата најави дека вечерва на вонредна седница ќе расправа за последиците од невремето. Во меѓувреме жителите на Радовиш се обидуваат да ги расчистат штетите. Со механизација се расчистуваат големите наноси на кал, вода и дрвја. Состојбата во градот полека се нормализира, тврдат градските власти. Се надевам дека со помошта на сите граѓани, со помошта на сите фактори кои што се вклучени во санирањето на штетите, со помошта на војската кој што, еве како што гледате, пристига, сметам дека ќе го ставиме во каков таков нормален тек нашиот град. Состојбата се нормализира и во Штипот, како невремето поплави неколку куќи и дворови во селата Карабинци и Козјак. Погодените места ги посети премиерот Груевски. Веќе вечерва свидов вонредна седница на владата на Република Македонија со единствена точка на дневен ред ќе овие штети и ова невреме што се случи во Радовиш и проблемите со кои што се соочува градот, како и можностите владата да помогне што е можно побрзо. Од Хидрометеоролошкиот завод информираат дека за утре повторно се најавени врнежи и умерен до засилен ветар кој наместа ќе достигне и до 80 км на час. Кон почетокот на наредната недела најавуваат од УХМР заладување и падање на температурите, особено во утринските часови. Втората жртва од вчерашното невреме е 46 годишен битолски работник, настрадал додека монтирал покрив кај фабриката Отекс. Силниот ветар што вчера дуваше во Охрид беше причина за смртта на 46 годишниот битолчанец Слободан Чолисичков. Тој заедно со уште тројца работници го монтирале новиот кров на стовариштето Кармен, што се наоѓа во улицата Железничка во близина на фабриката Отекс. Во еден момент силниот ветар заедно со големо парче лим го однел Лисичков од кровот и тој паднал на земја и за кусо време починал на местото на несреќата. Ми каже дека човеков имаше ветер, силен ветер и со лимот паѓал надолу. Летка главистина страшна. Не знам, не имало шанса никако да се задржи да се спасит. Тие што беа горе со него колеги беше работи, здравени беа, шокирани беа, след го е долама, изгледано можеше да не се помогне никако. На местото на несреќата за 10 минути пристигнала екипа на брза помош, при што била констатирано дека Лисичков е без знаци на живот. На местото на несреќата била и екипа на СВР Охрид и трудов инспектор, кој треба да процени дали битолските работници биле доволно заштитени за извршување на монтерските работи.
Дождовната бура во Виничко урна 2 моста. Зидовите на коритото на Виничка река поплавени се 3 села и повеќе хектари земјоделски површини. Локалните власти се на терен, признаваат дека општината не е подготвена за справување со елементарни непогоди. Урнати мостови, поплавени домови и земјоделски површини. Ова се само дел од последиците што ги остави зад себе дождовната бура во Виничко. Поројниот дожд најмногу штети предизвика во селата Јакимово, Градец и Липец. Обидувајќи се да го вратат животот во нормала, жителите се прашуваат дали постраотно било невремето или глетката по него. Улезе у подруму, ни улезе вода и има поплавено. Зимни се што собирано, нешто бобче, нешто јабуки, нешто тоа има штета. Наноси од песок, земја и ѓубре ги блокираа патните правци кон Лески и Јакимово, а поради дефект на водоводната мрежа, жителите на Градец останаа без вода за пиење. Долготрајниот порој ги однесе 2 моста на Виничка река, а под силата на водата попуштија и неодамна изградените потпорни зидови во незиното корито. Надојдената вода предизвика штета во магазинските простори на предпријатијата Треска, Даймонд и Винка и ја поплави бензинската пумпа Дади Компани. Локалните власти работат на терен, но признаваат дека не се подготвени за елементарни непогоди. Најголеми штети се, да речеме, по Виничка река, по Градечка река, кај што се долите по долот во Лески, Јакимовски пат и сигурно и во фирмите, нели? Треска е поплавена, Винка веројатно, Југо Тутун, Дајмон Горица и така натаму. Се насипани доста патишта, доста потпорни зидови има паднано. Тимовите за проценка ги утврдуваат штетите, а утре Советот на општина Виница ќе одржи вонредна седница. Македонија на врвот меѓу најчудните судски случаи во светот. Прилепскиот пчелар кој тужеше мечка и доби оштета од државата, угледниот лондонски весник Таймс го рангираше на 3-то место за 2008-та. Македонската мечка крадец намете на 3-то место на светската листа најчудни правни случаи процесуирани во 2008-та. Рангирањето, објавено во денешното издание на лондонскиот весник Таймс, е на Гири Слепер, директор на Центарот за право на Британскиот отворен универзитет. Слепер проценил дека случајот на пчеларот од Трилевско кривогаштање Зоран Киселовски, која тужил мечката која постојано крадела мед од неговите сандаци со пчели, заслужува да се најде трет на неговата листа чудни правни случаи. Слепер наведува дека Киселовски се обидувал да ја одврати мечката од неговиот мед дури и со пуштање глас на турбофолк музика. По безуспешните обиди Киселовски ја тужил мечката и го добил процесот. Бидејќи мечката немала собственик, судот ја задолжил државата на Киселовски да му исплати околу 2500 евра одштета. Затоа Слепер македонската мечка крадец на мед ја рангира трета на листата. Прв на списокот чудни правни процеси е случајот од 9-годишно девојче од Нов Зеланд, за кој родителите покренале судски процес кој ќе го има старателството врз него. Откако увидел дека името на девојчето за кое треба да суди е Талула Играхула од Хаваи, судијата проценил дека ваквото име е злоупотреба на детето од родителите, што ги прави недостојни за старателство. Наместо да решава кој од двајцата ќе се грижи за девојчето, старателството му го доделил на судот. Инаку Слепер секоја година во Таймс објавува бизарни правни процеси и на крајот на годината ја формира својата листа чудни случаи. Оваа година Талула Играхула од Хаваи ја победи мечката од Кривогаштани.